И назад во студиото на Алфа телевизија. Добро утро, секое утро. Денес е 31 декември, затоа сакаме да внесеме преку нашиот канал новогодишна магија во сите домови ваши, за убаво да пречекаме и да ни се исполнат желбите и надеждите во 2026 година. Денес студиото ни е преполно со дечиња. Имаме навистина одлична енергија. Слободанка, верувам тебе ти е најубаво таму. Да. Преубаво ми е, Оливера, затоа што ова е најголемата радост и ова е она што најмногу ни значи, најмилите, а тоа се дечињата. Како сме, добро утро? Добро утро. Се радуваме на Дедо Мраз? Да. Колку многу се радуваме на Дедо Мраз? Најмногу. Најмногу, зошто? Стоја. Зошто, кажи, зошто се радуваме на Дедо Мраз? Што е она што носи радост Дедо Мраз? Зошто го сакаме најмногу за Нова година? Дека ни носи поклони. Само заради подароците го Не. сакаме, а не вака како изгледа? Не. Не за тоа. Друго има. Други причини. Ајде да кажеме, да се представиме барем, нели сите кои што сте ова утро заедно со нас. Вашето име е? Јас сум Лана Петрушевска. Аха, добро, Ана? Твоето име? Мила Савеска. Твоето? Како се викаш? Ветра Савеска. Леле, златни тие дечиња. Тука ние? Бисера Гуржевска. Бисера, да ја видиме блузичката со новогодишна, елка е. Сите сте во новогодишен амбиент облечени, прекрасни. Ајде да ве слушнеме и вас, вашите имиња да ги кажете, да знае Дедо Мраз, да слушне Дедо Мраз. Јас се викам Ена Христова. Ена? И? Јас се викам Ијан Македонски. Одлично си кажа. Ама она што е многу важно е сите да сте ни живи, здрави, радосни, вака да си се смеете. Да ни бидете насмејани во новата 2026 година. На училиште одиме? Да. Пишуваме, се радуваме, учиме, песнички учиме? Да. Знае некој песничка? Да. Знаеш? Ке ни ја изрецитираш? Забори рефренчето барем? Ајде, Дедо Мраз ке те подсети на песничката. Ведра, ајде, Ведра. Се пасува високо, елката без боли, има каша и гачки, води да боли. Појеко, лажу ще ме и тебе, да може Дедо Мраз, да довиде. А каде е тој Дедо Мраз од рано наутро? Кој знае дали се разбудил, кој знае дали алармот му звонел за вас, не знам дали го слушнал телефонот или алармот. Леле, кој ни доаѓа? Браво! Еве го Браво! Дедо Мраз! Браво, дечиња мои мили! Да сте ми здрави, да сте ми живи. И јас. Оддалеку идам, со вас јас да видам, да ве гушнам, да ве слушнам, да ве прашам како сте? Дали ме очекувате? Дали сте среќни, дечиња мои мили? Многу? Многу или епте многу? Епте многу сте среќни. Тие кажаа многу му се радуваат на Дедо Мраз и како изгледал Дедо Мраз, но што и ке им донесе нешто за Тоа е по заслуга. Први Први како да прашам. заслужил? Дали знаете од каде доаѓам јас? Од Северен пол. Да, точно од земјата? Лапонија. Да, не Јапонија, Лапонија, погоди. Лапонија. Јас Браво живеам ви во се. едно царство, во едно богатство, каде што владее другарство. Таму, секој на секого, Седнете, одморете. секој на секого, Ете благодарам, така. му подава рака кога има мака. Таму се многу сложни. Моите помошници имаат работилници за највкусните чоколади, бомбони, лампиони, многу добри играчки. Кога слушнаа дека доаѓам јас кај вас, направија по една сладка тајна и рекоа: Весел Дедо Мразо, да им дадиш на тие дечиња по една сладка тајна. Леле. Оваа сладка тајна повели зато. Повели срце мое мило, биди ми здраво и живо. Ајде, мила, ајде, злато и ти.
еве и за тебе, еве и за тебе, еве и за таткото. Ијан, така се викаше, да. Овие сладки тајни, вечер, пред легнување, ќе помислите една желба и ќе ја ставите под перница. Тогаш ќе го имате најубавиот сон. Наутро кога ќе станете, тајна не е тајна ако не ја споделите со најверното другарче. Како се вика твоето другарче? Најверно? А твоето? Нора, каде ви е микрофонот? Еве го. Добро. А твоето другарче? Тијан. Вака сега. Сите имате по некој верно другарче. Од сега натаму, најверни другарчиња ќе бидат вашите родители. Само тајната споделена со нив ќе си остане за секогаш ваша единствена тајна. Договорено? И ако мама и тато кажа дека може да се сподели, ќе ја споделете. Дали знаете како дече ја одам? Кај умните? Вие умни сте? Најумни. А што мислите? Како јас дознавам Како те слушам? кои се умни дечиња? Една тајна, јас сега ќе ви кажам. Го гледате ова моje око? Да. Ова моje око. Вечер кога ќе се стемни, јас го пуштам горе со звездите. Звездите светат, свети и окото. Гледа и ми кажува. Наутро доаѓа, ми кажува, кој дете спиело, кој не сака чајче да пие, кој не сака да јаде, кој се тегни закоса. Утринава кога дојде, ми вели, Весел Дедо Мразо, ќе одиш во градот Скопје. Таму има една прекрасна телевизија Алфа. Во овој момент, таму се собрани најумните дечиња од целиот свет. Истиот час, јас ги прегнав Елените 5 во мојата самка Бела. Ја натоварив со подароци цела. Го прошетав целиот свет. И еве ме право кај вас. Ајде, подароците, со нетрпение ги чекаме. Има време за подароците. Нема. Таму горе кај водно, снема снег. Што да правам јас? Ги отрегнав Елените 5 и поитав право кај вас. На училиште одите? Да. Ги сакате учителките? Да. А зошто? Бидејќи не учат. Значи, учителка се сака како вашата мајка. Додека мама и тато се на работа, тие се грижат за вас. Дали ви се јади, дали ве боли главче, дали ве боли запче. И таа никогаш не се заборава. Ќе ве научи да читате, да пишувате. Мене првата учителка многу ме сакаше. 3 години поред одев прво оделение. И јас ја сакав. Таа се викаше на буквата Т. Ај погодете како се викаш мојата прва учителка. Не. На буквата Т. Тина. Не. Тијана. Тета Виолета бе, на никога не ви текна. Сега подароците е ред да им ги А дадеме. може само уште бајка да ја кажеме? Многу се брзаме Брзински. ние на училиште. Последниот час учителката мора да ја видат и Брзински. учителката да се пофала што донел Брзински Дедо само да ја Мраз. кажам, ништо не сме направиле без оваа новогодишна бајка што не им ја кажала Ајде. нивната мајка. Пред неколку дена шетајки се по улица, сретнав едно детоле мало, мило. Беше многу драго, но беше тажно. За мене е важно не едно дете да не биде тажно, па го прашав. Зошто си тажно, ми вели не е важно. Како не е важно? Зарем дете треба да биде тажно, па го прашав. Сигурно не си го добил подарокот што ти го испратив. Истиот час тоа дете ми рече, оваа година јас не сакам подароци за мене, сакам за мама и тато. Како е можно дете да не сака подарок? Па твоите родители имаат пари, може да си купат се. Вели, да, тие имаат пари, немаат доволно пари да си купат време, да ми го посветат мене. Дури тогаш сватив јас дека најскапоцениот подарок што родителот ќе го даде на детето е времето посветено. Тебе, мене, на сите вас, на сите нас, да играме, да пееме, да се смееме и да се веселиме. И мене не случајно ме викаат веселиот Дедо Мраз. Одам кај среќни и весели деца. Кога децата се среќни и весели, јас сум уште повесел и летам на крилест ад. Од среќа срцето да ви пее, лицето да ви се смее, од душата радост да блика,
тоа да биде вашата секојдневна слика. Ова не го велам често. Во срцето мое има место за секое дете често. И така, чучулигата леташе, се лета на керамидата. Испе една песна и летна. Чучулигата летна, керамидата падна, се скрши. И тука бајката заврши. Браво! Бидете здрави, бидете живи. Браво! Ве поздравувам јас. Подароците Веселиот сега ќе ги Дедобраз. поделиме, А да. сега, едно по едно, ќе се добие секој. Да, Ајде, секој вие. ќе се добие, а ние ќе се продолжиме да со Повели, нашата повели, содржина. зато му е мило. Браво, Дедо Мраз. Ија. Гледа што издраво тие моите помошни. Ајде, зато ти. Многу тешки овие подароци. Кој знае